За економската оправданост и социолошката димензија на хазардот, коцката или воопшто игрите на среќа, на оваа тема разговарам со социологот Славе Младеновски. Добре дојдовте во Тренд. Благодарам за поканата. Значи, ние веќе ја отворивме преку одредени анализи оваа тема. Прво, Младеновски би ве прашала дали Македонија можеме да кажеме дека е коцкарска нација? Во споредба со развиените земји, каде што би ги потенцирал Велика Британија, Соединените американски држави, Франција и други земји во светот, не може да се извлече заклучок дека ние влегуваме во врвот или сме меѓу првите држави што незиното население учествува во игрите на среќа или во хазардот. Бидејќи станува збор за држави кои се исклучително високо развиени, за држави кои имаат голем систем на обложувалници, сега веќе помодерно доаѓа и интернет коцкањето, и држави кои имаат и долга традиција во погледот на игрите на среќа, така што можеби ние поради впечатокот што го имаме кој се јавува во одредени ситуации како што е едно светско фудбалско првенство или одредени фудбалски надпревари во текот на годината, па се создава впечаток дека нашето население учествува многу во споредба со овие држави. Може да се каже дека во однос на одредени тенденции, како што ги потенцира овие настани, дека учествува и затоа ни се јавува таквиот впечаток. Меѓутоа, тоа кога ќе заврши, повторно овој тренд се намалува. Ајде да одиме едно по едно. Повелете. Дел од бројките што веќе ги презентиравме во текот на емисијата покажуваа дека, например, во 2006 година 37% од граѓаните се обложувале, а сега тој процент според последните истражувања е 55%. Значи, расте оној тренд на зголемување на граѓани што сакаат за малку пари да купат многу надеж. Како се толкува растот на овој тренд? Ако тргнеме од претпоставката дека во основа на човековото однесување и неговото постоење играта зазема значајно место според она што го пишува Еуген Финк, каде што ја става играта заедно со 4 други феномени на човековото постоење, може да се претпостави дека и македонецот, односно граѓаните на Република Македонија, не се разликуваат во однос на она што е карактеристика со другите држави, каде што луѓето сакаат да играат. Главната работа кај играта е всушност тоа што луѓето сакаат таа да биде фер. Значи би рекле честна или искрена, меѓутоа вистинскиот збор фер. Тоа значи дека тој што ќе ги пропише правилата, таа игра мора да се одвива според тие правила, независно дали е спортска, театарска, било како вид на игра. Овдека сме се концентрирали на прашањето на игрите на среќа, тоа значи дека тие игри мора да бидат фер. Свесни сме и сведоци сме дека во јавноста излегуваат најразлични информации за наместени игри, каде што граѓаните веднаш кога ќе слушнат таков податок, информација, шпекулација, се резервирани во однос на нивното учество, на тамошно учество во таквиот вид на играта. Овие податоци што ги кажувате всушност одат во прилог на предмалку што го кажав, дека во одредени моменти или во одредени периоди кај граѓаните се јавува с големен степен на желба за учество во игри на среќа, каде што меѓу другото медиумите одигруваат една многу важна улога популаризирајќи ги добитниците во различни игри. Тоа е едниот елемент, потоа вкупната добивка што е фонд на добивки, да речеме во случајот лото може да бидат тие износи многу големи, создаваат едно чувство кај оние играчи што играат повремено или ретко, повторно да се јават со почесто учество. Значи, ние би ги поделиле овие категории на учесници, оние кои што воопшто не учествуваат, имате една категорија кои се генерално и противници на игрите на среќа и наоѓаат одредено зло во овие игри на среќа не без причина, во зависност од тоа како ќе се развива психолошката личност на одреден играч. Меѓутоа, генерално, најчестите играчи се всушност оние што играат понекогаш. Нивните уплати најчесто се многу мали, можеби најголемиот дел се до 100 денари во просек би ги пресметале. Во просек мислиме во смисла на недела, односно тие износи можеби ќе дојдат некаде до 10 евра по домаќинство.
по домаќинство. Ова го кажувам затоа што во текот на разговорот верувам дека ќе дојдеме да ги објасниме овие процеси, бидејќи не станува збор само за приход на лицето кое игра, туку за приход на домаќинството што учествува во игрите на среќа. Јасно. Ај прво да разграничиме онаа дилема. Различни истражувања во подготовка на оваа емисија прочитав. Значи, дали овие игри на среќа, ова коцкање, тие добитни ливчиња се одлика на сиромашни или на богати економии? Значи, кога зборуваме за богатите, се подразбира дека луѓето имаат куповна моќ, вишок на пари, што може да се и го дозволат тој луксус, тоа задоволство за коцкање. Кога зборуваме за сиромашните, велиме дека одвојуваат и мали суми, се со цел таа надеж да ги однесе кон некој приход, некоја заработувачка за подобар живот. Коцкањето одлика на какви економии? Во принцип, богатите држави издвојуваат повеќе пари за забава. Во тој поглед влегува и игрите на среќа. Бидејќи по дефиниција самите овие општества, за пример ќе ги земеме пред се западните европски општества, значи тука не можеме да ги земеме сиромашните азиски општества или сиромашните латиноамерикански општества, меѓутоа кога говориме за овие општества во кои што би ги додале Австралија, Соединетите американски држави и Канада, станува збор за општество во кое што вие имате стабилно население со стабилни приходи, значи население кое практично не доживува финансиски потреси и во периоди на криза. Сепак тие не се под оној екзистенцијален минимум за да се замислат дали средствата ќе ги потрошат за ова или за таа намена во екзистенцијална форма. Навистина треба да дојдат во тие општества во многу голема криза, да тие луѓе не одвојуваат средства за забава, меѓу кои и средства за игри на среќа. Меѓутоа, историјата на игрите на среќа покажува еден тренд дека во принцип богатите држави повеќе или богатото население во рамките на една држава повеќе учествувало со игрите на среќа, бидејќи генерално сиромашните морале да се борат за живот, да преживеат. Како што одминува и се збогатува општеството, пред се ова што го говориме западното општество, бројот на средната класа стигнува до одредено ниво дека може да си дозволи да учествува во игрите на среќа. Значи, нивното ниво на богатство, на задоволување на потребите, создава можности да учествуваат во игрите на среќа. И се доаѓа до еден тренд дека во одредени периоди, кај некои држави се јавува дека средното население процентуално во однос на приходот што го има по единица домаќинство, учествувале со повеќе средства во однос на богатите. Номинално богатите учествуваат со многу средства. Меѓутоа, тие бидејќи имаат многу големо богатство, тој процент во рамките на нивните издвојувања се помали. Република Македонија како држава која во сиот овој период покажува еден висок тренд на сиромашно население. Значи, генерално, не само од колегите социолози, од политиколозите и од други лица кои ги проучуваат општествените процеси, укажуваат дека Македонија нема стабилна средна класа. Прво, таа ни по број не е многу голема, одредени истражувања укажуваат дека бројот на средната класа се движи меѓу 14 и 16%, оној слој на многу богати меѓу 3 до 5%, што значи еден огромен дел од населението во Република Македонија влегува од така нареченото сиромашно население, а тоа сиромашно население може да се подели на уште една друга категорија, бедно население, каде што одредени податоци покажуваат дека некои домаќинства се соочуваат нивните членови да немаат и помалку од еден, односно еден или два оброка да имаат во текот на денот. Би рекле помалку од два, зашто еден е минимумот што мора да го имаат. Ова го кажувам дека овие семејства по дефиниција не може да бидат учесници во игрите на среќа. Тогаш Младеновски кога гледаме во обложувалниците, кога гледаме на шалтерите кога купуваат некои добитни ливчиња за да добијат нешто? Која групација на население? Овие 50% кои што се појавуваат, вашите податоци и воопшто и податоците кои што сте ги обезбедиле, јасно укажуваат дека 35% е некое активно население што учествува. Значи, трендот на зголемување на известен процент до 50% ја покажува таа маргина, ако ги исклучиме овие 35% што се многу сиромашни, дека 65% е капацитетот на населението да учествува во игрите на среќа. Сега е потребно да се направи истражување колку често играат, колку средства вложуваат, ме разбирате, колкави приходи имаат во нивното семејство и тогаш можеме да дојдеме, според моја предпоставка може да бидат пак ти речем не повеќе од 10 евра по домаќинство вложувањата за едно семејство.
Така, Младеновски, имаме ние, сега повторно се врати на сцена на Државната лотарија на Македонија, која што на еден легитимен начин или се организира игри на среќа популарни кај народот. Тоа е концепт кој што е прифатен сегде во Европа, во регионот, што не е спорено, на што беше ново како концепт на игра на среќа е она игра фискална во рака награда без мака, која што е директно поддржана финансиски од владата, значи од буџетот. Станува збор за некој фонд според последните податоци од близу половина милиона евра, 400.000 евра на годишно ниво. Се делат автомобили, вредносни воучери, станови и деловни објекти, тоа што е како повредно од наградната игра. Предизвика во јавноста контроверзија оваа наградна игра, особено што станува збор за буџетски пари. Адутот на владата пред да објави играта беше дека на ваков начин сака да стимулира финансиската дисциплина токму преку директен ангажман на граѓаните, барајќи си ги фискалните сметки кои подоцна нели се услов за учество во наградната игра. Како се оценува еден ваков потек кога државата директно со буџетски пари стимулира наградна игра? Во почетокот на одговорот на ова прашање ќе укажам на два елемента развојувајќи ја државата од владата. Во основа државата во секое општество од како постојат овие 200-300 години игрите се јавува како организатор или приредувач на игрите на среќа. Тоа го прави државата од причини за тоа што тоа е висока ставка за пополнување на буџетот. Тука се даноците, тука се други приходи кои што влегуваат како прилив, број на вработување на луѓе. Значи меѓународното коцкање, посебно ова што е карактеристично во Велика Британија, станува збор за огромни милиарди, да не ги кажувам бројките сега, зашто се релативни податоците може да бидат од 2000 или 2005, а веќе во 2014 се други податоци. Значи сакам да кажам дека станува збор за огромни приходи и државата како институција се обидува секогаш да стави главен белег, затоа ги донесува и законите, затоа воведува одредена даночна политика, ги поттикнува играчите во својата држава и ги поттикнува обложувалниците, односно приредувачите на игрите на среќа, како приватни, така и оние што се, да создаваат атмосфера на добитници за да може да учествуваат и личности од други држави или меѓународно обложување. Меѓутоа, тука треба да се има предвид дека државата како приредувач на игрите на среќа има една ситуација, ќе илустрирам накратко само со примерот на едно возило, што значат учеството во игрите на среќа. Едно возило ако учествува односно приредувачот на играта, во случајот не е државата, значи било кој приватен е, го декларира дека чини 10.000 евра. Доволно е да се пријава 10.000 учесници во наградната игра со евроучество и возилото е исплатено. Под предпоставка, ако се пријават 20.000 учесници, возилото и натаму чини 10.000, а го добива само еден учесник со 1 евро. Другите пари остануваат на приредувачот. Еве ја филозофијата на играта, каде одат големите пари. Државата, бидејќи е свесна дека ова се случува, донесува закони според кои вели вкупната добивка треба да биде 50-50, односно 50 ќе влезат во обложувалниците или за поделба на наградите, а 50% ќе ги земе државата за одредени своји потреби. Таа карактеристика и таа обврска ја има и Државната лотарија на Република Македонија. Меѓутоа, забележувате дека овде главниот услов за да бидете учесник во одредена игра на среќа, па дури и коцка, морате да вложите. Можете да биде тоа 15 денари, може да бидат 60 денари, некаде и повеќе. Без разлика. Мора да се вложи, да ставите, за да тоа се дефинира по закон дека е наградна игра. Значи, морате да ставите пари, морате да купите некаков белек, ливче, било што. Со тоа вие практично учествувате во наградниот фонд. Тогаш како се објаснува оваа игра каде што граѓаните се обврзани само да пратат во одредено стандардизирано плико 10-20 колку беа фискални сметки? Ви благодарам за прашањето, натаму и го водам разговорот. Така. Бидејќи тој услов од таа наградна игра не е исполнет. Прашањето е дали е ова наградна игра. Ние имаме тука некое излекување само. Значи им велите на личностите. Односно, прашањето одиме уште подлабински, со кое право Министерството за финанси издвојува средства од буџетот за оваква намена? Добро, кој дадоа адутот за финансирање, за стимулирање финансиска дисциплина, ред и можат што сака да кажат. За економската димenzија. Меѓутоа, не станува збор за наградна игра. Значи, не е објаснето како логистиката во случајот Државната лотарија на Македонија ги покрива трошоците околу организација на оваа работа. Затоа што дел од средствата што се прибираат од игрите на среќа
приредувачот си ги одвојува за трошоци кои што се уват во играта. Значи, да не навлегувам сега дополнително со детали околу ова игра, едно е кога вие сакате како политика тоа да го промовирате во јавноста, а друго е тоа да го направите со одредени правила. И што се случи? Истиот момент кој ќе се јави сега владата, значи не државата, владата или одредено министерство за организирање наградна игра во која граѓаните не учествуваат со средства, се појавија списоци на личности кои се добитници. Значи, трагично беше тоа што ги посочуваат имиња кои добиле по 1000 денари награда, дека учествувале во некакво местење на играта, па деманто стигна од личностите од лотарија на Државната лотарија на Македонија. Сакам да кажам, не сакам да верувам дека некој ќе влезе за 400.000 евра вкупениот награден фонд што го одвоил овдека владиниот ресор, би влегле одредени поединци за некому да му доделат 1000 денари за да ваучер за да прават малверзации. Меѓутоа впечатокот е сосема друг. Личностите што не учествува во наградната игра си го поставуваат прашањето има ли право да го прави министерството. Се праќа ли некоја друга порака? Еве, дел од вашите колеги социолози вела дека економската димензија конкретно за оваа наградна игра може би оправдана од страна на владата за стимулирање на таа финансиска дисциплина, но каква порака државата како организатор и финансиер на таа игра праќа? Каква е социолошката димензија на оваа наградна игра? Ова излегува од рамките на ова што е предметот на разговорот каде што гледаме генезата на игрите на среќа и укажува на еден друг елемент. Може би рекле на немоќта на органот да се справи со така наречената финансиска недисциплина. Значи сите механизми во рамките на владата постојат, како што се закони, уредби, инспекции, служби, сето тоа. Замислете на што би се свело општеството, било кое, не само нашето, каде што Министерството за финансии би организирале наградни игри за да ја подигнат културата за плаќање за издавање фискални сметки, еве нека биде за плаќање даноци, за било која работа. Тогаш државата би се довела во многу нестабилна состојба. Можедовски имате ли ваков пример, конкретно како оваа наградна игра негде во регионално? Дали знаете? Јас сум сретнал дека се правеле кампањи, каде што е легитимно вие да го едуцирате населението, да укажете зошто е потребно да се издаде фискална сметка. Мислам дека оваа влада и сите претходни го правеле тоа. Значи укажува дел од средствата каде одат или зошто издавањето на фискална сметка е битно за државата, кои процеси треба да се финансираат. Значи никој не го спори или мислам надвор од памет би било да се спори елементот на државата да ги прибира средствата преку даноци и преку издавање на фискални сметки. Главната работа што е спорна во целата постапка е тоа што неиздавањето фискални сметки е казниво според постојите закони. Постојани закони и постоечка регулатива што можете да ги едуцирате, вие можете да ги едуцирате луѓето ако имаат одреден момент или период проблем со тоа да издадат сметка. Меѓутоа после известен период веќе нема оправдување. Овие наградни игри малку можеби ќе ги измешам концептуално, но како моделите на извлекување на среќна добивка, носење среќа ги имавме дури и со вработување во македонски пошти. Предходно граѓаните беа селектирани нели што конкурираа според одредени критериуми и потоа преку лотарија, така медиумите пишува, се бираа, се извлекуваа имињата. Мислам, каков амбиент се создава на еден ваков пристап? Пак ќе речам, тоа не влегува во игри на среќа, коцка, хазард, игра. Не, но е обоено, значи како начин, како модус преку лотарија се бираат имиња кои што претходно се филтрирани, нормално, според критериуми некои. Како личност која што го проучува делот на човечките ресурси како многу битен фактор во едно предпријатие. Замислете вие каква порака праќате до јавноста, до корисниците, до клиентите, ако избраното лице не е врз основа на неговото знаење и способности, вештини, познавање јазици, работа со компјутери, туку е изборот преку лотарија. Значи, претходно не сте објавиле дека сте извршиле селекција. Значи, за обичен фудбалски тим, па вие да распишете конкурси, ви се пријават илјадници деца на возраст од 10 до 20 години. Првата работа што вие, ако воопшто сакате да создадете некаков тим да игра, морате да направите селекција дали тие личности со своите физички способности, биолошки, психолошки способности одговараат за тој спорт. Се велеше дека на ваков начин се обезбедува транспарентност во постапката преку извлекување. Тоа не е основниот услов за менаџментот. Значи не го интересира менаџментот транспарентот. Менаџментот размислува со принципот дали сте способни или не сте способни да ја вршите работата.
Значи, вие можете да бидете транспарентни. Што е спорно из една компанија, ви таа што ја спомнате, Македонски шуми, било која, така? Да распише конкурс и да рече нека се пријават, имаме слободни 300 места и нека се пријават толку луѓе. Зошто би морал тука да се инволвира одреден државен орган, па макар и јавно предпријатие. Значи, ова се илјадници пораки кои што би се прочитале во контекстот во однос на менаџментот на Македонски шуми, покажуваат неспособност, примаат неспособен кадар, зашто колкава е процентот на можноста вие преку лотарија на 1000 пријавени, ако примите 100, дека ќе ви се пријават најдобрите. Јасно. Иако претходно беа филтрирани, на крајот од разговорот сме толку е времето. Младеновски, вие во коцкарница, обложувалница, некоја лотарија сте ја испробале среќата сопствена да се? Овие што ги набројавте, коцкарници, обложувалници и лотари, не. Значи, јас не сум приврзаник на овие игри, иако ги следам на еден поинаков начин. Меѓутоа, морам да укажам на една лична димензија, која е карактеристична за нашето семејство. Значи, јас имам семејство како и секој друг во ова општество со едно дете, односно со една сопруга, немам повеќе сопруги, каде што тие го имаат своето право на избор. Значи, не им го одредувам јас нивното право дали ќе учествуваат во игра или нема да учествуваат во игра. И гледајќи го развојот на пред се син ми, дојдем до заклучок дека он е типичен представник на општеството како што е македонското, во кое оваа игра ја третира како забава. Значи, ние тоа како семејство го гледаме, он е транспарентен, што би рекле сега, јавно ги кажува износите со кои што сака да учествува, и мислам дека начинот на кој што тоа го прави со своите врсници или со таа средина во која што јас се дружам, тоа можеме да го прифатиме како семејство или да го одобриме, иако секаде во оваа литература се потенцира дека не можете да најдете вредносен суд за нешто што е добро или за нешто што е лошо, само по себе. На едно место ќе покаже некои негативни тенденции, меѓутоа на друго покажува позитивни. Единствено само кај верските лица се најде целосна осуда на хазардот, меѓутоа имајќи ги предвид претходно кажаните податоци за приливот на средствата во државата, не може однапред да се осуди оваа работа. И овде би укажал само на многу битен елемент, дека зависноста од коцката или зависноста од хазардот е исто зависност како и секоја друга, која што се брои. И овие личности, значи јас по својата вокација сум социолог, меѓутоа психолозите укажуваат дека не е ништо помала во однос на зависноста. Како ќе препознаете кај вашиот син до каде е границата каде што завршува играта, а почнува зависноста? Он самиот доаѓа кога ќе загуби дека не сака да учествува. Значи, кај него принципот на учество во играта е добивката. И таа добивка е символична, веруете. Меѓутоа, оној момент кога ќе загуби, тој прави долга пауза во однос на тоа. Ова укажува, например, дека карактеристиката на големите хазардери што се зависници, кај нив и обманата или измамата или само заблудата или илузијата што имаат дека наредниот пат ќе добијат. Овде во овој случај барем јас не ги забележувам тие симптоми, иако не можам да речам дека како и во секоја работа процесите не може да тргнат во таа или во таа насока. Пак ќе речеме, на секој човек возрастен, полнолетен, значи пред се да кажам син ми е полнолетен, забраната за учество во овие игри беше ригорозна од аспект кога беше малолетен. Значи тој е посебен елемент што сакам да го укажам, не го фатиме во разговорот, каде што државата има законска, морална и секако вид обврска да внимава во обложувалниците кај малолетните лица. Славе Младеновски, социолог, ви благодарам за разговорот. Благодарам и за поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Нова тема најавувам за 7 дена на иста фреквенција. Довидување.